И повторно ќе го напуштиме нашето студио и ќе алоцираме нашата драга колешка Вики денеска на Светскиот ден на музеите како чувари на колективната меморија. Порака која што силно одекнува ширум светот. Вики, добро утро и одличен избор на тема ова утро. Верувам дека ќе споделиме интересни информации. Повели. Добро утро, Сузе, среќен понеделник и среќна работна седмица на сите наши гледачи. Да, токму така, 18 мај или Светски ден на музеите. Ке говориме за институциите кои што ја чуваат нашата култура, историја, колективна меморија, а по тој повод јас денес одлучив да разговарам со директорот на Музеј на Македонија, господинот Александар Ристевски. Добро утро, ви благодарам што сте дел од утринската на телевизија Алфа, како сте? Добро утро, благодарност и до вас и до гледачите на телевизија Алфа. Одлично, денес е роден ден на сите музеи, можам слободно кажам, во светот и во едно позитивно расположение го дочекуваме денешниот ден. Светски ден на музеите, Александар, што представува за Музеј на Македонија и за сите вакви слични културни институции? Па денешниот датум како таков е востановен пред речиси 50 години, во 1977 година. Од тогаш навака 18 мај се чествува како меѓународен ден на музеите. Ние секоја година севкупно сите музеи во државата го чествуваме денот со тоа што ги отвараме нашите врати за посетителите и во најголем дел од институциите се одржуваат, да кажеме, времени или некоја друга форма на изложби. Ние имаме чест денес да имаме изложба која во 13 часот ќе се отвори тука, како што можете да видите од агендата на останатите медиуми, дека вечерва исто така настан има и во археолошкиот и во музејот на македонската борба и во останатите, предпоставам, музеи, така да се надевам и на поголема посетеност и интерес од страна на публиката. Убава агенда по повод Светскиот ден, меѓутоа колку континуирано се ваквите настани проследени токму од Музејот на Македонија и колку Музеј на Македонија остана близок и доследен до граѓаните, оние кои што го посетуваат и одлучуваат и да ја негуваат уметноста денес? Па Музејот на Македонија како таков во основа е матичен или основен музеј, барем во сферата на етнологијата, иако е и музеј кој е интердисциплинарен, каде што дејности се и историјата на уметност, имаме и конзерваторска лабораторија, така да како еден своевидно интердисциплинарен музеј ги покрива добар дел, да кажеме, од темите кои ги покриваат музеите како такви. Да кажеме дека ова е во основа еден од најстарите музеи во државата, значи историјата на овој музеј влечи околу 100 години, а самиот објект, ова место што овде можеме да го гледаме на крајот на старата Скопска чаршија, во ноември ќе одбележи 50 години на постоење. Низ годините, токму овој музеј имал бројни премрежја, да кажеме, и во негативен аспект. Ние сега се трудиме тие недоследности да ги исправиме и да зацртаме една агенда која се надевам дека во текот на оваа и од веќе од наредната година ќе ја добие потребната динамика. Музеите не се само да прават повремени изложби, но и да го заштитат културното богатство на државата. Ние имаме фантастична колекција од речиси 20.000 предмети, исклучително стручни и компетентни луѓе кои работат во институцијата и планот и агендата, барем мојот од кога сум тука, е да сето тоа го презентираме многу подобро и многу поквалитетно и пред граѓаните на Македонија и пред светската публика, но и да организираме настани и посети со нашето културно богатство во културните центри и музеите низ светот. Верувам дека ќе си ја задржите автентичноста и на зградата и на местоположбата на овој музеј, меѓутоа што се случува со предизвиците на денешното време, кога брзината на технологијата е како со брзина на светлината да се движи, тука ја имаме и дигитализацијата со која движиме рамо до рамо, како се справува музејот со ова ново дигитално време? Па можем да кажеме дека во многу аспекти каскаме и малку сме назад, но планот и агендата која имаме во наредните години ќе понуди токму такви промени. Една од идеите е со реконструкција на објектот кој се надеваме дека во брзо време ќе се реализира. Сепак се работи за еден голем и обемен проект кој државата треба да го стави под свое. Во следна фаза по реконструкција на објектот, севкупно и на изложбените сали, план е комисиски со стручни и компетентни лица, новата поставка која ќе биде поставена во
самиот музеј да биде во голема мерка и осовремена, со примена и на современи технологии, на вештачка интелигенција, и на виртуелни реалности, и на сето она што можеме во поголемите и по извикани, да кажеме, музеи во светот веќе да го видиме. Значи, работиме систематски, план имаме за тоа и се надеваме дека во следните 1-2 години, да видиме колку ќе ни одземе тоа, дека ќе направиме една можеби најгламурозна и најголема поставка и најрепрезентативна, која би привлекла огромна и публика и посетители и домашни, но пред се странски. Има ли посетители, има ли публика и колку музеите, и конкретно музеј на Македонија, влијаат врз културниот туризам во државата? Па морам да кажам дека за разлика од некои по-централни, да кажеме, музеи во градот Скопје и можеби Охрид или Битола, ние по тоа прашање со посетеност можеби сме малку послаби, но тоа меѓу другото се должи затоа што целосната поставка не е активно прикажана поради одредени инфраструктурни проблеми кои низ годината се соочуваше самиот објект, но можеме да кажеме како интересен податок дека централниот објект во македонското село, во етноселото во Нерези, кое да кажеме со поставка токму на музејот на Македонија, значи таа етнолошка поставка која доколку го поседите етноселото во Нерези е токму дело и да кажеме подвладение на музејот на Македонија. Исто така имаме неколку помали објекти кои ги раководиме, кои во периодот кој предстои ќе бидат ставени во функција. Ние како бележје на нашата институција го имаме она богатство да сме институција која ги заработува оние, да кажеме, автентични копии на оригинални теракоти и керамички садови кои се низ годините, кои можете низ продавниците да ги видите. Тие се изработуваат токму во Музеот на Македонија, така да добар дел од нашите, да кажеме, институции државни, па дел и од приватниот сектор купуваат токму такви реплики, поклони кои ги даруваат пред странците. Иначе посетата овде е сосема пристојна. Ние најголем дел имаме таргетирано, да кажеме, на одредени таргет групи, работиме со деца, работиме со лица со посебни потреби и нешто што е вака најинтересно и најатрактивно, од пред 2 недели започнаме со креативни работилници за пензионери. Така да сме интересни и атрактивни секој вторник. Овде во едукативното оделение во Музеот на Македонија даваме можност токму пензионерите да се пријават, може да видат на нашата Facebook страница и на Instagram. Сето тоа го имаме објавено, имаме контакт телефон, така да пензионерите со претходна најава секој вторник ги очекуваме овдека и имат можност да творат, да бојат, да работат со глина, со керамика, така да мислам дека сега за сега со оглед на можностите кои ги имаме на лице место инфраструктури, мислам дека излегуваме во пресред на голем број на граѓани. Ги споменавте пензионерите или повозрастната категорија на граѓани, што е со младите? Дали тие го посетуваат често музеот и ваквите културни институции? Како ги привлекувате младите денес, како што кажа, во ова брзо време, време на технологија, да дојдат во музеот и да одвојат дел од нивното време токму за оваа уметност? Па не знам колку во моментот ние сме атрактивни еве за младата публика, еве да кажеме за студенти, за адолесценти и за останати, со основците и со помалите категории на наши сограѓани работиме како дел од нивните наставни програми. Се трудиме да имаат организирани посети, индивидуално обично се доаѓа тука во текот на викендот. Мислам дека по големата реконструкција и ревидирањето и промената на севкупната поставка, мислам дека токму тогаш ќе биде она ударна наша желба за привлекување на публиката, иако сметам дека севкупно, ако не во Музеот на Македонија, во останатите музејски објекти и институции низ државата, мислам дека младите ги има со релативно добар број, ти имат и повластици, поготово, да кажеме, ученици, студенти плаќаат половина од цената од тоа што нормалните посетители ја плаќаат, доста се символични, имаат можности каде што во текот на месецот секоја музејска институција има слободен и бесплатен ден, така да можеби прашање на институциите со поголем маркетинг, ние како институција еве токму се трудиме и преку социјалните мрежи повеќе да доприме до нив и се надевам на многу поголема пред се млада публика. Александар, многу ви благодарам што токму на Светскиот ден на музеите ни ги споделивте сите овие подетални информации, нови проекти, агенда која што ќе се случува токму преку Музеј на Македонија. Ќе ви постакам успешна и плодна работа и да се гледаме за други теми поврзани со музеот. Ми беше задоволство.
поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа и сите добронамерници кои имаат желба да го посетат Музеот на Македонија во срцето на чаршијата. Ви благодарам. Така е, почитувани гледачи, музеите или чуварите на културата, историјата и колективната меморија на Македонија и македонскиот народ денес е нивен светски ден, а ние денеска, односно утринава, токму одовде од пред Музеј на Македонија упатуваме еден апел што повеќе да си ги посетуваме овие институции. Вики, ти благодарам многу. Дали имаме некои прашања? Прашања немаме, во интерес на времето ќе ви се благодариме и ќе го поздравиме директорот на Музеот на Македонија Александар. Ти благодарам многу, среќен понеделник и останати денови ти посакувам.